Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Законот за работно ангажирање лица кои веќе е во сила овозможува сезонско ангажирање на работници кои остваруваат приход по друга основа. Се засилува специјалистичкиот тим во Прилепската болница. Кадровски промени во едно јавно претпријатие и една општинска установа. До темел изгоре куќа во село Лажани Долненско, сожителите апелираат за помош. Времето денеска променливо облачно и потопло. Урбан маркетинг. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓеовски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Секој може легално да работи без да ги загуби правата што веќе ги има, е пораката што државата ја праќа со новиот закон за работно ангажирање, кој овозможува пофлексибилни и поедноставени процедури за вработување, а особено ги штити студентите, пензионерите и корисниците на социјална помош. Се очекува дека под дејство на ова законско решение 17.400 лица ќе преминат од неформалната во формалната економија, вели Маријан Ристески, заменик министер за економија. Законот за работно ангажирање е пред се за сузбивање на сивата економија околу пазарот на трудот, каде што покрај тоа што немаме доволно работна сила на пазарот на трудот во одредени дејности, кои бориме со работна сила, исто така имаме и доста работа на црно. Со овозможување на сите групи на граѓани во Македонија, вработени, пензионери, невработени лица, социјалци, студенти, па и средношколци над 16 години да можат да работат, да бидат ангажирани со комплетно исплатени придонеси, пензиско, инвалидско, здравствено осигурание и така натаму, се она што следува на еден нормално вработен човек, без да го изгубат претходно стекнатиот статус. Например, пензионерите да изгубат пензијата или социјалците да изгубат социјалната надомест и заштита кој што и добиват студентите одредена студентска, да речем, стипендија или бенефит, значи нема да ги изгубат. Тие работи едноставно ќе можат да се вработуваат или на полно или на скратено работно време со со електронско пријавување, дури од мобилен телефон од страна на самите работодавачи, така да во текот на денот или работните денови ќе можат директно од лице место без да одат во агенцијата за вработување, да трошат време и да се соочуваат со одредени бирократски проблеми, да ги пријавуваат овие и одјавуваат вработените. Се надевам дека наредниот период ДИТ, Државниот инспекторат на трудот, ќе има засилена работа. Офатени се 3 дејности со овој закон: дејностите угостителство, земјоделие и услужни дејности во домаќинство.
Од денеска на местото на Бранко Нешковски за директор на јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање Прилеп, во чиј состав функционира јавниот градски превоз и паркинг просторот во Прилеп, назначен е Игор Неделковски, малку познат на јавноста. Тој е дипломиран сообраќаен инженер со 10 годишно работно искуство и доаѓа од приватниот сектор како вработен во станица за технички преглед Автоконтрол Прилеп. Промена на директорската позиција е направена и во детски градинки Прилеп. На местото на Христина Трпческа за директор на јавната општинска установа Детски градинки Наша иднина Прилеп е назначена Билјана Петковска, дипломиран професор по предучилишно образование, инаку воспитувач во установата со 20 годишно работно искуство со деца од предучилишна возраст. Овие кадровски промени се направени со цел продолжување на професионалниот пристап, јакнење на стручноста, стабилно и транспарентно работење, како и градење поголема доверба кај граѓаните, велат од локалната самоуправа. Во текот на оваа недела се очекуваат и други кадровски промени во јавните прилепски предпријатија. Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Прилеп официјално информира дека по завршувањето на својот мандат како градоначалник, доктор Борче Јовчевски, специјалист ортопед, се враќа на работа во болницата и повторно станува активен дел од ортопедско-травматолошкиот тим. Враќањето на доктор Јовчевски е значајно за установата и за пациентите, затоа што ортопедијата е една од најбараните гранки во секојдневната болничка пракса, од третман на повреди и скршеници до диагностика и лекување на состојби на коски, зглобови и лигаменти. Неговото повторно ангажирање носи континуитет во стручната работа, дополнителна стабилност во тимот и можност за побрза и поефикасна ортопедска услуга, особено во делот на амбулатските прегледи, болничкото лекување и постоперативната грижа, стои во информацијата од Прилепската болница. Истовремено болницата добива и силно кадровско засилување во уште еден клучен сегмент, доктор Емилија Спасовска Златков, специјалист анестезиолог, која доаѓа од приватното здравство и се приклучува на Прилепската болница. Анестезиологијата е столб на современото болничко лекување, неопходна за безбедно изведување оперативни зафати, ефективно управување со болката, како и за стабилизација и поддршка на пациенти во итни и комплексни состојби. Со доаѓањето на доктор Спасовска Златков се очекува дополнително зајакнување на капацитетите во повеќе насоки. Овие засилувања има директно значење за целокупниот болнички систем, затоа што овие две области се тесно поврзани во практиката, особено кај хируршките интервенции и третманот на трауми. Од полицискиот билтен неколку информации. Доцна синоќа изгоре семејна куќа во село Лажани, општина Долнени. Семејството Даил и Сафет Бекировски претрпеа голема несреќа. Ненадејно нивниот дом целосно изгоре во пожар, пошто останаа без покрив над глава и без основни услови за живот. На 2 февруари во полициското одделение Ропотово било пријавено дека во 2 часот и 30 минути настанал пожар во куќа во село Лажани, општина Долнени, сопственост на БД 56 годишен од село Лажани. Пожарот бил изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Прилеп, а повредени лица нема. Увид извршила увидна екипа на ОВР Прилеп, стои во полицискиот билтен. Апел за помош за семејството Бекировски упатуваат од семејството и пријателите. Со заедничка човечност и поддршка можеме барем делумно да им ја олесниме оваа голема животна мака и да им помогнеме повторно да застанат на нозе. Контакт лице Даил Бекировски, телефон 070 653 822. Уште две информации од полицискиот билтен. На 2 февруари во 19 часот на улица Дабничка во населбата Тризла во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп ги лишиле од слобода лицата ДР 33 годишен, ХС 23 годишен и 13 годишник, сите од Прилеп, затоа што кај нив биле пронајдени одземени марихуана и гручеста материја. По документирање на настанот, против нив ќе следува соодветен поднесок. Истиот ден на 2 февруари во 13 часот и 45 минути на улица
Кузман Јосифовски во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода АИ, 39 годишен од село Норово, Крушевско. При контрола во сообраќајот, полициските службеници сопреле патничко возило Алфа Ромео со крушевски регистарски ознаки, кое го управувал, при што било констатирано дека истиот возилото го управувал без положен возечки испит. Лицето било задржано во полициска станица, а возилото било одземено. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена пријава по член 297а од Кривичниот законник, безобзирно управување со моторно возило. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб, а долж по Вардарието умерен ветер од југоисточен правец. Во Прилеп променливо облачно со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура се спушти до -3, а максималната достигна до 9 степени. Според управата за хидрометеоролошки работи, од среда времето ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, а на повисоките планини со врнежи од снег. Ќе дува слаб до умерен, а утре среда засилен ветер од југоисточен правец. Температурите ќе бидат во пораст. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2026. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.